Почитувани, и во претходниот и во сегашниот мандат, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев континуирано работи во насока на подобрување на условите за работа на сите. Владата ја прифати иницијативата недела да биде неработен ден за сите граѓани. Сега, во надлежното министерство, во Министерството за труд и социјална политика, се создава законско решение со кое недела ќе биде слободен ден за оние кои сакаат да бидат со своите семејства. Ова е сериозен чекор во градењето на фер и праведно општество за сите, сериозен чекор кон унапредување на условите за работа на работниците и работничките. Преку отворен и инклузивен процес на дебата ќе дојдеме до решение кое ќе биде целосно прифатливо и за работниците, и за синдикатите, и за работодавачите, и за стопанските комори. Оваа мерка е континуитет во политиките на СДСМ кои обезбедуваат унапредување на работничките права. Како за подсетување, ја покачивме минималната плата прво на 12.500, а потоа и на 14.500 денари и ја израмнивме за сите стопански гранки. Наша интенција е до крајот на мандатот, до 2024 година, таа да изнесува 20.000 денари. Покачување на платите добија вработените во сите сектори, вклучително и оние во приватниот сектор, а со мерките од 4 пакети антикризни мерки спасивме стотици илјади работни места и помогнавме илјадници компании. Почитувани, сигурни сме дека ќе има работодавачи и менаџери, дури и работници и работнички, за кои недела, како неработен ден, нема да биде начелно прифатливо решение, и тоа секако е нивно право. Но со недела, како неработен ден за сите, нашето општество ќе добие позадоволни и попродуктивни работници и работнички на пазарот на труд, а со тоа бенефитот ќе биде за сите. Како партија која се води од интересите на работниците и работничките, продолжуваме со мерки и политики кои обезбедуваат заштита и унапредување на работничките права и постојана помош и поддршка на нашата домашна економија. Покажуваме дека можеме уште повеќе и уште подобро за нашите сограѓани и сограѓанки. Постои ли опција во новиот закон за оние што ќе работат во недела, работодавачите, дали приватни, дали државни, да им исплаќаат на вработените надамест? Како прво, секако дека ќе постојат и одредени компании, посебно тие кои што се поврзани со секојдневието на функционирањето на нашата држава, кои што ќе мора да работат во недела. А тоа секако, ние мораме да имаме струја и во недела. И од тие причини ќе мора да се донесе законско решение со кои што овие фирми, овие државни или приватни компании ќе мора да работат. А со тоа секако дека надоместокот кој што тие ќе го добиваат ќе биде фер и праведен, исто како што ќе биде за сите останати кои што уживаат, односно ќе можат да уживаат со своите семејства во недела како ден неработен ден за сите.